Почитувани гледачи, овој прекрасен ден денеска ќе имаме можност да се дружиме со еден прекрасен гостин. Веднаш покрај мене се наоѓа Дарко Јордановски, мој стар, добар другар од детството. Даре, добро ми дојде во Супер Звезда. Добро те најдов, Даре, поздрав до твоите гледачи. Ти благодарам. Даре, како си? Одлично, на одмор случајно ме фати, така на одмор човек не може и лошо да види. Ти инаку живееш во странство, ќе разговараме за тоа повеќе во ова наше денешно Супер Звезда шоу. Се надам дека ќе направиме интересна емисија во која што ќе уживаме не само ние двајца, туку и нашите гледачи. Ќе споделиме некои тајни повеќе кои што се однесуваат на твојата професија, која што инаку можам да кажеме многу интересна, нешто за што многумина во Македонија немаат слушнато досега. Ајде вака во најавата да кажеме како што работиш ти. Така, работам како Sea Marshal. Тоа е една професија која во последно време се појави потреба од неа. Се појави од прилика 2009-2010 година, кога Сомалија како држава, од тамо излегоа пирати, модерни пирати, не се тоа пирати како некога што биле. Со папагална рамо, со дурбини, со слично, нели? Ова се страшни пирати? Да, не се работи за Джек Спероу, се работи за нешто посериозно. Истите тие луѓе имаат намера да ги нападнат истите бродови, да ги запленат и да го одземат и каргото и луѓето кои работат на самиот брод, да ги однесат во Сомалија и понатаму да бараат откуп за нив. Значи, станува збор за една сериозна професија. Јас ти благодарам што денеска одвои време и си тука во нашата емисија да може сето ова да го представиме пред најмладите гледачи, а и пред нивните родители. Се надевам дека ова ќе биде интересна емисија, така да, почитувани гледачи, ќе направиме кратка пауза. Ова беше само воведот и најавата, а во разговор со мојот пријател Дарко Јордановски се враќаме за неколку минути. Бидете тука. Се враќаме во разговор со мојот добар, драг, стар пријател Дарко Јордановски или Даре Џонсон, како што многумина го познаваат овдека на овие простори. Тој е еден прекар кој што си го заслужи уште во детството, но за тоа во некои други пригоди. А сега, Даре, би сакал да те прашам, станува збор за сериозна професија? Па професијата, да, е сериозна. Не мора да значи дека секогаш сте во опасност, меѓутоа, да, постои момент да тоа ескалира и да стане посериозно. Дали на вистина, значи, еве, постојат тие пирати, си ги видел ли ти некогаш истите? Да, сме имале до сега контакти, јас и моите колеги работат повеќе луѓе од Македонија веќе. Не е голема бројката, меѓутоа да, не има поморињата и голем дел од нас веќе имаат осетено и почувствувано како тоа изгледа со самите пирати. Во вашата работа, што спаѓа вака директно? Вие имате оружје или на каков начин ги чувате бродовите? Така, тоа се, значи се работи со процедури и протоколи. Сето ова е организирано од Обединети нации. Обединети нации со резолуција го имаат одобрено. Нашата компанија работи во склоп на НАТО алијансата, тамо циркулираат и патролираат и војни бродови од сите земји. Нашата задача, значи од самото качување на бродот, во координација со капетанот и првиот офицер, се прави елаборат, краток брифинг, каде што ние навоѓаме начин и солуција како бродот на најбезболен начин да биде заштитен и да стигне од точка А до точка Б без никакви инциденти. Кога сте вие на бродот, си носите наоружување и се што ви е друго потребно? Да, тоа е сертифицирано оружје, значи се работи за легално оружје кое нашата компанија го поседува. Секој тим од нас кој се качува на брод задолжува оружје и со истото оружје ракува доколку е потребно. Може ли вака да кажеме на кратко за какво оружје станува збор? Обични пушки, пиштоли или нешто малку поголемо? Се работи за различен тип на оружје, различни калибри. Сега луѓето кои знаат повеќе за оружје ќе разберат. Се работи за автоматски пушки, се работи за снајпери, се работи на разни брендови, да не ги наведувам. Меѓутоа, опремата која носиме е сосема задоволителна да го заштитиме бродот од такви напади. Така. Како е вашето работно време? Вие работите постојано на бродот, така? Додека едни патролираат, другите одмараат или има нешто друго? Да. Работното време на самите бродови де факто е 24 часа. Не сте никогаш слободни, секогаш сте со радиоврска поврзани со останатите колеги. Точно убаво што спомна, имаме еден на смена
пример, 4 сата, останатите 8 сата е слободен и така ротираме во круг. Значи 24 сата е покриено. Од наше наблюдување, тука си и офицерите со своите радари помагаат, така да во ниеден момент не е оставена можност или случајност да се дојде до таков напад. Даре, ме интересира, бродовите не патуваат ден, два, три. Знам дека патуваат подолго време. По колку време во просек трае едно патување со бродот кај вас? Знае да биде кратко, знае да биде долго. Ние работиме претежно во Индискиот океан, каде што е таа опасна зона моментално одредена. Работиме од Шри-Ланка. Сега бродовите како се движат до Блискиот исток, се движат кон Египет, се движат кон Јужна Африка. Така да во било која релација, зависност од далечината, зависност и од потребите на бродот, зависност од пристаништата. Еве ќе ви кажам на кратко, мојот личен рекорд е 62 дена на отворено море без копно. Како поминовте тие 62 дена? Имаше ли проблеми? Па немаше проблеми, мислам, добро, менталната сила е многу важна во сето ова, доколку не можете ментално да издржите, не сте квалификувани за оваа работа. Меѓутоа, како да кажем, си наоѓате занимација во други работи. Планирање, семејство, мислите ви се враќаат, си го средувате животот, грешките што сте ги направиле, зашто сте ги направиле, дали можело да биде поинаку. Така да и тој е еден дел добар во однос на персоната да сами од себе дојде до некој одговори или прашање кои го мачеле во животот. Прекрасно. Секој од нас од време на време му треба така едно побајаги замашно време од неколку дена. Не 2-3, туку недела 2 да се приспита себе си, па може на едно од следните патувања да ме земеш и мене, Даре. Даре, јас би прашал ако дозволат со радо и со задоволство. Океј, ти благодарам за овој воведен дел од нашиот разговор. Почитувани гледачи, се надам дека уживате во оваа емисија Супер звезда. За оние кои малку подоста се вклучија, Дарко Јордановски, кој работи како Sea Marshal или обезбедување на бродовите, на товарот и на луѓето во Индиски океан. Станува збор за една многу интересна и специфична професија. Тој е денеска мој специјален гостин, така да се надевам дека ќе научите многу убави и интересни работи кои навистина нема друго место каде што може да ги видите, сретнете или научите. Затоа останете со нас, се враќаме во програма за неколку минути. Бидете тука. Се враќаме во програма, почитувани гледачи, со мојот добар, стар, драг другар Дарко Јордановски. Даре, продолжуваме со разговорот. Веќе се надевам дека нашите гледачи се заинтересираа малку повеќе околу оваа твоја професија. Ајде да кажеме вака сега, каде си ти стациониран широм светот? Седиштето наше се наоѓа на Шри-Ланка. Тоа е една прекрасна екзотична земја. Препорачувам кој може и има услови да ја посети. Фантастично место. Не очекував дури дека таков рај може да постои на земјата. Нашето седиште е тамо и понатаму, значи, од самата Шри-Ланка, ние сме на најјужниот дел од Шри-Ланка, Гале се вика местото конкретно. Од Гале, значи, преку пристаништето на Шри-Ланка се качуваме на помали бродови, тоа се популарно наречени шатл. Со шатл не носат до конкретниот брод, каде што треба да се качиме, на отворено море се качуваме и имате понатаму запознавање со капетанот и целата процедура како следи. Даре, дали запозна интересни луѓе вака од разни земји широм светот на бродовите каде што одиш да обезбедуваш? Да, тоа е фасцинантно, значи какви луѓе и какви кујни и какви култури се среќаваат по светот. Неверојатно е дури какво е чувството, условно кажано, еве со луѓето од Кореја, колку бевме ние заинтересирани, бидејќи знаете и сами, во Македонија кореец да сретнеш е скоро невозможно. Да, рамно на джекпот, така да беше воодушевување самото запознавање и запознавање на самата земја и ќе се воодушевите колку историјата на Кореја е многу слична на македонската. Истите проблеми, истите маки низ столетијата наназад ги имале они, ги имаме и ние. Така да светот е толку мал, ние мислиме дека сме некако оддалечени, меѓутоа на ова модерно време и со овие конекции веќе светот станува едно мало село.
Даре, разговаравме за кујните. Јас сум голем гурман, што и не можам да го сокријам. Какви кујни имаше можност се да пробаш додека патуваше широм светот? Да, пробав различни кујни од сите страни на светот, барем у тој дел од светот каде што ние пловиме. Меѓутоа можам искрено ќе ви кажам дека корејската кујна е број 1. Значи те освои, така? Да. Ме освои од причина не е за вкусот, вкусна и нашата храна апсолутно. Меѓутоа колку они внимаваат на здравата храна. Секој производ нивни мора да е добро одгледан, здраво одгледан за да дојде на нивните трпези. Секое нивно приготвување е со варење можеби од саат и пол, 2, за да понатаму некоја друга поставка, дали ќе се пече, дали ќе се пржи или било како. Меѓутоа, самото варење на производот му дава една чистина и здравствена исправност која ние понатаму можеме да ја конзумираме. Битна ли е исхраната за оно што ти го работиш? Апсолутно, да. Важно е да сме у добра физичка кондиција, цело време добро подготвени, спремни и нормално. Во секој момент да одговориме на тоа што се бара од нас. Така, Даре, кажи ми дали ти се одржуваш во кондиција, дали вежбаш, како што вежбаше на времето. Јас добро паметам кога вежбаш и по цел ден. Како е тоа сега денеска? Така. Да, ти ме знаеш како помал вежбав многу, сега мислам дека вежбам повеќе. Уште повеќе. Да, може би малце смешно звучи, меѓутоа да, ние сме генерација веќе, ајде да речеме, средни години, каде што некои луѓе самите од себе се откажуваат и мислат да, готово, веќе годините поминале. Напротив, ги охрабрувам сите кои не гледаат, значи, може би сега се годините кои треба они веќе да почнат. Да. Кажи ми како си маршал, ракува со разноразни оружја зборувавме. Поминани сите обуки за сето она што е потребно да го познаваш во тој домен? Да, познавањето го имам и од претходно. Имам воена обука поминато, учесник сум во инцидентот, конфликтот или војната, како сакате наречете го, во 2001, кога државата не бараше. Од тоа и ми даде мене стимул за да оваа работа ја пробам и да се најдам во самата неа. Уживаш ли во ова што го работиш денес? Па уживам, да, секако дека уживам со колегите кои сум тамо. Замислете 7000 километри оддалечени од дома, немате никој освен тие луѓе кои се со вас. Со текот на времето веќе ви стануваат многу блиски. Да не речеме и веќе како брат го чувствуваш до тебе. Кажете ми, има ли некои вакви потешкоти во вашата работа? Има, да, има потешкоти, не се секојдневни, меѓутоа, да, секоја работа си носи своји тежини, така и нашата. Претпоставам дека носталгијата е тука. Да, носталгијата е најголемиот проблем, бидејќи сме многу далеко оддалечени од дома. Колку е тоа во километри? Па поточно Шри-Ланка е 6700 километри оддалечена од Македонија. Е сега условно, ајде, да речеме ако патувате за Јужна Африка, додадете уште некои 2-3000 километри. Соберете, ќе видите колку е тоа. Даре, ти благодарам и за овој дел од разговорот. Ти благодарам што си денеска овдека заедно со мене и што одговори на повикот да бидеш гостин во мојата денешна емисија. Почитувани гледачи, се враќаме во разговор со господинот Дарко Јордановски за неколку минути, а во меѓувреме бидете тука. Почитувани гледачи, се враќаме во разговор со мојот драг, добар пријател Дарко Јордановски или Даре Џонсон. Даре, еве, уште за крај имам некои работи кои што сакам да те прашам во оваа наша денешна емисија која што ја правиме со цел да кажеме нешто повеќе за твојата интересна, убава и многу специфична професија. Кога последен пат еве си имал средба со тие морските пирати, вистинските пирати, страшните пирати, не оние со папагалот на рамо, туку оние со пушките во раце? Имаше ли таква средба неодамна со нив? Ќе ви го кажам и датумот поточно, бидејќи работам како тим лидер, така да моето задолжување покрај тоа што го штитиме бродот и да на дневна база да ги известувам моите предпоставени, да добиваат редовни извештаи, како и сите останати релевантни институции, тоа се НАТО структурите, сите тие ги добиваат моите извештаи од сите тим лидери кои го работат тоа. Да, на 29 јануари имавме таква средба, за среќа без поголеми последици. Бродот беше заштитен, дојде до крајната дестинација, посадата и капетанот беа презадоволни, така да
тоа е еден голем плюс за нашата компанија и ние како македонци кои работиме за неа. Вие сте еден од малкуте македонци кои што ја работат оваа професија. Ме интересира сега за крај вака да ве прашам, Даре, безбедни ли се бродовите низ марињата со вас и мајкиве на нив? Дали се безбедни? Па, ете, како да ви кажам, сега секое запознавање со капетани и офицери, нормално првиот контакт е како да ги охрабриш или да им дадеш на знаење дека ние не сме бадиела донесени на тој брод, него дека тоа треба да го изработиме. Така да првата моја реченица, се надевам и на колегите, и сигурен сум дека е така, према капетанот, бидејќи капетанот е број 1 на самиот брод, е дека на тој брод додека сме ние тројца, како тим, бродот нема да падне по цена и ние да ги изгубиме животите. Даре, да си ни жив и здрав, колку прекрасно кажано, браво. Се надам дека сите оние кои што не гледаат, еве ќе можат да видат колку пожртвувани вакви наши македонци има широм светот, да си ми жив и здрав за се ова што го разговараме денеска. За крај би сакал, еве вака, да кажеме неколку збора за оние најмладите кои што те гледаат и можеби еден ден сакаат да станат она што го работиш во моментот ти. Како може да си го остварат својот сон? На младите генерално би им препорачал, независно од мојата професија, би им препорачал да си го следат својот сон. Многу од нас, и ти и јас сме веќе родители, многу од нас мислиме дека нашето е приоритетно и дека нашите идеи се најисправни, меѓутоа не се сложувам со тоа. Со текот на времето и воспитувањето на моето дете, заклучив дека секое дете самото по себе има афинитет за било која каква професија и тој сон мора да го следи и да се реализира во самото тоа. Се исполни ли твојот сон? Па за сега да. Каде ќе ме наведе времето, не знам ни јас, меѓутоа како што спомнав за повозрастните да вежбаат, нели? Така да не се откажувам од самиот себе. Можеби за 10 години, кој знае каде ќе се видиме, можеби исто интервју со тебе за некоја нова професија. Така, ти благодарам за тоа што беше денеска специјален мој гостин и ти посакувам се најубаво во твојот животен пат. Кога ќе видиш тамо, во некои далечни мориња, мисли на нас, а ние ќе ти мафтаме од овде, ќе те поздравуваме. И уште еднашка сакам да ти заблагодарам што беше денес во ова наше денешно дружење. Така да имаме ли уште нешто за крај да додадеме? Даре, јас ти благодарам. Неочекувано ова интервју ме фати малку и неспремен. Јас сепак би сакал моите колеги кои се тука на одмор или на морињата, кои ќе има прилика или некојаш во иднина да не види, да ги поздравам и се надевам само за убаво да се гледаме понатаму. Даре, ти благодарам за ова наше денешно интервју, ти благодарам за времето и вниманието. Се надевам дека во иднина ќе се гледаме повторно за Арно и Зубово, да си ми жив и здрав. А сега, почитувани гледачи, дое време да одјавиме нашата денешна емисија. Ви благодарам што бевте заедно со нас. Голем поздрав од мене и од мојот драг пријател Дарко Јордановски. Супер звезда продолжува, се гледаме за 7 дена од сега во нашето ново издание. До тогаш бидете весели, живи, здрави, слушајте ги мама и тато и гледайте Супер звезда. Чао, пријатно и до гледање. Чао!